282 одобрувања за градба во 2015 година издале надлежните органи во југоистокот од Македонија. Оваа бројка ја покажува на горната линија на зголемување на градежните активности кои според статистиката стагнирале во 2013 година кога биле издадени 235 одобренија, кога имало и најмалку одобренија во последните 6 години. Според податоците на Државниот завод за статистика, најмногу одобренија биле издадени во 2010 година 339, во 2011 257, во 2012 298, 2013 235 и во 2014 224. Најголемиот дел од одобренијата се однесуваат на високоградба и изградба на згради. Според агентите за недвижности, пазарот во Струмица не е испразнет. Се уште има интерес, особено од жителите на помалите градови кои гравитираат околу овој регион. Со досегашните искуства на ова поле во делот на поборувањата од нашата градежна компанија, можам слободно да кажам дека заинтересираноста е на добро ниво и имаме побарувачка и заинтересираност за купување станови. На ниво на Струмица се уште се бараат слободни станови за купување, а моите сознанија и анализи покажуваат дека и во иднина интересот ќе остане на тоа ниво. На тоа упатува фактот што во последно време е се позачестена побарувачката од клиенти кои живеат во помали градови близу до нашата општина, за да дојдат тука до подобра работа и екзистенција, вели Јане Ангелов, агент за недвижности, во писмената информација за Телеканал А1. Во 2015 година од издадените одобренија 181 биле за високоградба, а 44 за нискоградба. Дури во 150 случаи во делот на изградба на станови како инвеститори се појавиле физички лица, во 31 случаи деловни субјекти. Ангелов вели дека се зголемил интересот за изградба на куќи. И како нов момент во понудата на стамбеното прашање се јавува и поголема побарувачка за изградба на куќи од наша страна. Во тој дел со новите мерки од страна на државата се зголемува интересот кај клиентите за изградба и купување куќи по принципот клуч на рака, вели Ангелов. Инаку во 2015 година на ниво на Македонија квадратен метар стамбена површина изнесуваше 46.085 денари, а во 2014 46.505 денари.